Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, почитувана колешке, единствено точно од овде што го кажавте е тоа дека ќе кажувате само одредени ставки. Точно ги кажавте одредените ставки кај што ви одговараат и кај што имате некое минимално зголемување или се трошат пари во непродуктивни цели. Меѓутоа, знаете што се случува денес? Денес, покрај оваа сушна година, дождовите кои што не зафатија, доведоа до излевање на реките. Знаете зошто? Зошто немате исчистено 1 метар канал или уредено речно корито. Градоначалниците од ВМРО ДПМН кои што стапија на функција, уште пред 1 месец го известуваат водостопанство дека има ризични точки. Вчера во општина Босилово се излеја реката. Зошто? Бидејќи владата и водостопанство немат исчистено 1 метар на одводни канали или уредување на речното корито. Вие се фалите дека имате предвидено средства во Министерството за животна средина и просторно планирање. Меѓутоа излажавте. Управување и заштита на води. Имате намалување, почитувана колешке. Од 191 милион кои што биле минатата година, имате намалување на 176 милиони. Тоа значи дека доколку ова година не сте сработиле ништо, наредната не планирате да алоцирате средства каде што име од животно загрозувачка природа, оние средства кои што се неопходни да се заштитат граѓаните. Повторно изманипулиравте и во однос на Министерството за транспорт и врски. Потенциравте бројки дека има одредено повеќе средства за водовод и канализација за општините. И овде излажавте, имате намалување, почитувана колешки. Ако имало 233 милиони, сега има 226 милиони денари. Но тоа не е многу чудно. Зошто? Бидејќи минатата година до третиот квартал имате реализирано 44,8% од капиталните расходи во оваа ставка. И нормално е дека нема да се реализира поголем процент, бидејќи еве зафатија снегови и дождови. Ги манипулирате граѓаните единствено со натрупување на бројки од овде од говорницата, а не кажувате ниту еден реален проект. А зошто не кажете каде се алоцираат најголемите средства? 1,250 милиони имате за ставките трансфери и услуги, стоки и услуги и трансфери. 1,200 онаму каде што можете најмногу да крадете. Зошто не кажете дека во Кацарска судството имате зголемување, односно ставката субвенции и трансфери, разни трансфери, имате зголемување од фантастични 1400%. Благодарам. Контрреплика пратеничката Драгица Ѓавачанова, повелете. Благодарам на репликата, почитуван колега. Ке ви простам за тоа што кажавте и излажавте, бидејќи бројките не лажат. Документот е јавно достапен, секој може да ги прочита. Во однос на тоа колку биле спремни, вие милувате да се фалите, вашите градоначалници да се сликаат со проекти, ева сега шанса да се покажат дека навистина работат. Не во однос на колку што ми дозволува времето, проектите од животната средина.